Го следите најновото издание на регионалните вести. На првиот ден на пролетта традиционално се одбележува Денот на екологијата. Годинава за прв пат училиштата, наместо работни акции за чистење и уредување, држеа настава. Годинава за прв пат изостанаа работните акции за чистење и уредување во училиштата, кои традиционално се организираа по повод Денот на екологијата. Долги години наназад, на првиот ден на пролетта во сите училишта, учениците беа задолжени да учествуваат во сеопфатно чистење на училниците и дворовите, а истовремено се засадуваа дрвја и се уредуваше зеленилото. Денес во сите тетовски училишта се држеше настава според редовниот распоред и според годишната програма на Министерството за образование. Но во некои училишта само иницијативно сепак беа спроведени одредени еколошки активности со цел да се одбележи денот и да се потсетат децата на нивната обврска да ја чуваат околината чиста. Годинава за прв пат во календарот на средното и основното образование изоставен е денот 21 март како ден на екологијата, но ние како по традиција преземаме активности како училиште, иако се разбира тоа е секако наставен ден. Во рамките на нашето училиште е и земјоделско-ветеринарната струка, овие активности не се само за 21 март и денот на екологијата, се трудиме учениците да си работат, обавуваат пракса во рамките на самата струка, исто така и активности кои што ја креваат свесноста на самите ученици за чистотата, бидејќи како што знаете, ние имаме доста проекти и единствена замерка што странците наоѓаат за Македонија и за Тетово е дека е многу нечиста, односно дека не се грижиме за природата. Така да со низа активности, една беше и засадувањето кој што гледате така позади нас, уредување на дворот. Имавме исто акција пред една недела каде што учениците сами го чистеа училишниот двор и настојуваме понатаму со такви акции да се подигне свесноста на учениците и да тие се грижат за својата средина. Денот на екологијата е врзан со Денот на пролетта од причина што од денес почнува и официјалното будење на природата, а најверојатно со тоа треба да се разбуди и нашата свест за почиста и поздрава околина. Но иако очекувањата за првите пролетни денови се секогаш оптимистички во поглед на временските прилики, за жал метеоролозите прогнозираат снег и заладување. Од утре нашето подрачје ќе биде под влијание на студена воздушна маса која ќе предизвика облачно и студено време со повремени врнежи од снег. Можна е изолирана појава на замрзнат дожд. Утре на повеќе места врнежите ќе бидат побилни и ќе наврнат над 15 литри на метар квадратен. Како што најавуваат од управата за хидрометеоролошки работи, во поголем дел од земјава ќе се формира снежна покривка, а на планините значително ќе се зголеми. Во петок се уште ќе има повремени врнежи од дожд и снег, но кон крајот на денот ќе престануваат. В сабота ќе биде променливо облачно со провејување на слаб снег. Викендот во утринските часови на повеќе места температурите ќе бидат ниски и ќе се движат во интервал од -4 до 1 степен. Постепено затоплување ќе има од недела во текот на денот, кога ќе има локални врнежи претежно од дожд. Со цел подигнување на свеста кај луѓето за лицата со пречки во развој, денес на глобално ниво се одбележува Светскиот ден на лицата со Даунов синдром. Спортски активности по тој повод во Тетово организираа Сдруженијето Хендимак и Атлетскиот клуб студенти во соработка со училиштето Лирија. Денес на глобално ниво се одбележува Светскиот ден на лицата со Даунов синдром 21 март. По тој повод во Тетово, Сдруженијето Хендимак и Атлетскиот клуб студенти во соработка со основното училиште Лирија организираа спортски активности за децата со Даунов синдром. Во нашиот центар денеска ги собравме само децата со Даунов синдром кои заедно свечано ја обележија овој ден. Иначе тука заедно со Сдруженијето Атлетски клуб студенти, како и секоја друга година, ја обележуваме со разни активности спортски и други активности. Само на нашиот едукативен консултантски центар имамо 6 деца со Даунов синдром, другите деца се со аутизам од предшколска и школска возраст. Овие деца зрачат љубов и ако не ништо друго да им враќамо со љубов на овие деца, кои надвор од семејството, семејството никој не се грижи за нив. Тие треба да живеат во наша средина, тоа што ние можеме да направиме да им посетуваме повеќе љубов.
Професорот Беџет точи заедно со студентите од Државниот универзитет секоја година заеднички изведуваат часови по физичко воспитување со децата со посебни потреби, кое многу помага во процесот на нивна социјализација. Имаме и многу трудови направени во овој смисол, пошто работиме скоро 18 години во оваа бранша. И ние имаме многу добри резултати, што се тиче во сите сфери, нарочито на движењата, на поубаво движење, на интеркорелација измеѓу инклузивноста, значи ги мешаме децата во нашите активности и во развојот, на нивниот развој, на целокупниот здравствен развој. Значи, овие деца не се исти као сме почели, значи секоја година тие напредуваат доста и мислим дека физичкото воспитание е многу важно за нив, да добро копират и добро ги организират действијата за здравството, за нивното поубаво здравство и нивното поубаво инклузирање или совработување со децата кои нема тоа пречност. Значи, овие деца соработуваат со студентите цело време, цела година и имаме и добри резултати во Атлетика Kids, Athletics за специјални потреби, која е во ниво на Македонија. Сме здружени во тоа друштво и правиме проекти заедно со нив. Ова денеска го правиме затоа што секогаш го правиме со децата со аутизам на 2 април и на 21 март, пошто веćina многу мина од децата ги има тие проблематики кои ние ги третираме со здравство и физичко воспитање. Светскиот ден на лицата со Даунов синдром се одбележува токму на 21 март, бидејќи март е третиот месец во годината и представува символично одбран датум поради трите копии на 21-иот хромозом, што се присутни во клетките на лицата со оваа состојба. Во Средното стручно општинско училиште Муша Пијаде во Тетово денес се одржа обука на професори и наставници за твининг програмата за вмрежување. Обуката ја организираше Националната агенција за европски образовни програми. Поканети се професори и наставници од основните и средните училишта да учествуваат на самата обука. Инаку и твининг платформата представува продукт на Европската унија, односно Erasmus Plus програмата, каде што професорите, наставниците можат да се вмрежуваат со наставници од други држави и да прават виртуелни проекти, како и реалните да ги дисеминираат на истата платформа. Од таму се произлегуваат партнерствата и се развиваат европски проекти кои што се многу битни за училиштата, за нивното унапредување на самите професори, за учениците да видат малку, да излезат што се случува надвор од нашата држава. По интервенциите на службите за зимско одржување низ гостиварските улици останаа дупки и оштетени коловози. Возачите негодуваат, од локалната самоуправа велат дека отпочнале со санација. Улиците во Гостивар се полни со дупки и пукнатини. Оштетени коловози има речиси во сите делови на градот, а тоа им предизвикува проблеми на возачите. Тие реагираат дека возејќи по такви улици ги оштетуваат своите автомобили и се изложуваат на опасност. Дупките во голема мера се последица на интервенциите на службите за зимско одржување, односно поголемите количини сол кои беа фрлени за чистење на снегот и мразот. Од Гостиварската локална самоуправа рекоа дека веќе отпочнале со работи за санирање на ударните дупки по улиците. Изминатиот период добивале и пријави и барање од граѓани на кои локации да интервенираат. Информации имаме ние имаме една јавна апликација, тоа Здраво Таравари, имаме слики од страна на граѓаните што ни се пратени и координација од страна на градоначалникот Арбен Таравари и НП комуналец Исак Лазами интензивно работат да ги санираат сите дупки. Дупки и оштетени коловози има и по најфреквентните улици низ Гостивар, Илинденска, Беличица, Гоце Делчев и други.
Специјалното јавно обвинителство денеска обелодени 3 нови истраги кои се отворени за поранешни високи функционери во државата. Првата истрага е за пропаднатиот попис во 2011 година, за што се осомничени поранешниот премиер и екс-лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски и првиот човек на ДУИ Али Ахмети. Според СЈО, со прекинување на постапката за попис предизвикана е штета на државниот буџет од над 175 милиони денари. Доказниот материјал упатува на основано сомнение дека во месец октомври 2011 година осомничените, искористувајќи ги своите овластувања како одговорни лица, председатели на политички партии, ДУИ и ВМРО ДПМН, свесни дека поради нивните дејствија ќе настапи штетна последица, се согласиле со нејзиното настапување и ја злоупотребиле функцијата и нанеле значителна штета на буџетот на Република Македонија во износ од 175 милиони 123.909 денари. Втората истрага која денеска се отвара, а која се води под името Моќник, е поради основано сомнение дека под влијание на во тој период исклучително моќен пратеник во Република Македонија, багателно се распродава имотот на државата и општински имот на негови блиски луѓе преку преземање на измамнички дејствија спрема советници од една општина. Наведеното продолжило со преземање на понатамошни криминални дејствија од страна на осомничениот пратеник и негови извршители, послушници, во еден државен орган, за да се одмазди на луѓето за кои што смета дека му се мешаат во неговите интереси и во интересите на неговото поблиско семејство. Поради измама и злоупотреба на службената положба и овластување, покрената истрага против 13 лица, информираше денеска јавната обвинителка Фатиме Фетаи. Во текот на 2011 година таткото на пратеникот и тогашниот градоначалник на Македонски Брод, поттикнати од пратеникот, ги довеле во заблуда советниците со прикривање на факти да изгласаат одлука за оттуѓување на задружениот двор во село Ишишта во Македонски Брод. Со тоа е нанесена штета на државниот буџет од околу 50.000 евра, информираат од СЈО. Трета истрага. Актор се отвара поради основано сомнение дека е сторено кривично дело во постапка за јавна набавка за избор на најповолен понудувач за градење на автопатот Демир Капија Смоквица. Дополнително, оваа истрага се отвара и поради основано сомнение за перење на пари кои фирмата, добитник на тендерот, ги добила со злоупотреба во постапката за јавна набавка. Според СЈО во 2012 година, кога се разгледувале и оценувале понудите за изградба на патот, тогашниот председател на владата Никола Груевски, со цел за избор на понудувач да не биде избран понудувач од Италија, искористувајќи го своето влијание, извршил влијание врз тогашниот министер за транспорт и врски Милијана Киески, кој ги поттикнал членовите на евалуционата комисија да го фаворизираат изборот на фирмата Актор од Грција. Со тоа, според СЈО, му било возможено на Актор да прибави корист од 7 милиони евра. За Актор се повикуваат лица кои се достапни на СЈО. Сега започнува истрага, ќе се земаат изјави од сведоци и осомничени, врз основа на тоа ќе се побараат мерки од судот, рече обвинителката Катица Јанева. 66 годишен жител на долнореканското село Врбјани бил пронајден мртов во близина на Маврово во местноста Казане. Мртвото тело го пронашле неговите пријатели кои заедно со него тргнале на лов. Мртвото тело на 66 годишниот жител од долнореканското село Врбјане го пронашле двајцата негови пријатели од Маврово вчера околу 19 часот. Тројцата се договориле и заминале на лов, се разделиле на различни страни, а по еден час откако телефонски не им се јавувал, двајцата мавровци почнале да го бараат и го пронашле паднат на левата страна од патот во местноста викана Казане во близина на село Маврово. Кога се доближиле до него, забележиле дека не дава знаци на живот и дека е починат, пошто го пријавиле
случајот во полициското одделение Маврово. Јавен обвинител лекар по судска медицина и екип од полициската станица Гостивар извршиле комплетен увид и при тоа не се пронајдени траги на насилство, а по наредба на јавниот обвинител денеска ќе се врши обдукција над безживотното тело. Полицискиот билтен бележи физички напад на Семена Веселба, 37 годишен тетовец, вчера пријаво дека околу 1 часот, додека бил на Семена Веселба во гостителски објект во Гостивар, физички бил нападнат од неговиот братучет кој во 2 наврати го удрил со тупаници, бидејќи наводно го навредил, а на излегувањето од објектот, тој уште 2 лица повторно го нападнали и му нанесле тешки телесни повреди, пошто тетовецот се обратил за лекарска помош и доставил соодветна медицинска документација. Се работи на целосно расчистување на пријавениот случај. Поради непропуштање пешак на пешачки премин, удрено 8-годишно девојче. Савара Тетово информира и за акцијски контроли наменети за пешаци. Вчера околу 12 часот и 50 минути на булеварот Видео Смилески Батов во Тетово патничко возило Форд Фиеста со тетовски регистерски таблици управувано од 25-годишниот И.Ј. од Палатица удрило во 8-годишно женско лице пешак од Тетово, информира Савара Тетово. По удирањето пешакот со друго возило пренесен и задржан во Тетовската клиничка болница за натамошна обсервација. Според првичните сознанија од увидот, причина за сообраќајната несреќа е непропуштање пешак на пешачки премин. Савара Тетово инаку информира и за акцијски контроли наменети за пешаци спроведени вчера од 8 до 13 часот во Тетово и во Гостивар, а во рамки на кои откриени се 50 на прекршоци направени од пешаци. Најголемиот број тетовските прекршоци, дури 16, се однесувале на непочитување на светлосната сигнализација. 8 пешаци ги преминувале улиците надвор од пешачки премин, а 3 не користеле тротоари за движење. На сите прекршители изготвени им се платни налози и доколку на 24 овој месец не се јават на закажаната сообраќајна поука, ќе се соочат со глоба, која зависно од прекршокот се движи од 30 до 50 евра во денарска противвредност. Во гостиварската контрола утврдени се вкупно 7 прекршоци, сите преминување надвор од пешачки премин. За прекршителите денеска ќе се организира сообраќајна поука. Вакви слични активности планирани се и во наредниот период со цел да се придонесе за повисока свест и сообраќајна култура на пешаците и за нивна поголема безбедност во сообраќајот. Полицијата регистрираше тешка кражба на трансформатор во Тетовска Вратница. Во периодот меѓу 19 и 20 март засега непознати сторители извршиле тешка кражба на делови трансформатор, преку кој со електрична енергија се напојувал манастирот Свети Константин Илена во Тетовското село Вратница. Најпрвин го исклучиле од напон трансформаторот, се искачиле на бетонската бандера на која бил поставен, го демонтирале, го спуштиле на земја и од него одзеле повеќе бакарни елементи во вкупна тежина 30 на килограми, а другите ги расфрлале наоколу. Од столбот исто така извадили и одзеле 6 бакарни проводници, откако претходно ја изместиле, односно свртиле камелјата во друга насока и ги исклучиле алармниот систем на предната страна од манастирот. По извршениот увид се работи на расветлување на кражбата, која е привел членот на црковниот одбор од ова село. Вкупната имотна корис која противправно се стекнале сторителите на кражбата се проценува на 8.000 денари, додека вредноста на штетениот трансформатор на 360.000 денари. Поранешниот француски претседател Никола Саркози вторден порете на распит поради наводите дека за неговата кампања во 2017 година добил финансиски средства од либискиот диктатор Муамер Гадафи. Саркози кој ноќта ја помина во неговиот дом, денеска се вратил во полициската станица во Западен Париз, каде продолжил распитот. Француските власти ја отворија истрагата во 2013 година. Саркози, кој беше претседател од 2007 до 2012 година, негира дека имал корист од било какви нелегални финансиски средства, ги отфрли обвинувањата и ги нарече гротескни. Афганистанските власти соопштија дека во самоубиствен бомбашки напад пред џамија во Кабул загинале 26 лица, а 18 биле повредени. Нападот се случил додека се одвивала прославата на Норус, персиската нова година. Напаѓачот, според локалните власти, бил забележан од полицијата пред да влезе на собирот во џамијата и затоа го детонирал експлозивот пред објектот.
Руските дипломати се вратија во Москва откако беа протерани од британските власти поради нападот со нервен отров. Тие вчера беа транспортирани директно од руската амбасада во Лондон до аеродромот Станстед. Велика Британија им нареди на 23-цата дипломати да ја напуштат Британија, откако претходно ја обвинија Москва за труењето на поранешниот руски шпион Сергеј Скрипал и неговата ќерка Јулија во Солсбери претходно овој месец. Британски официјални лица изјавија дека рускиот шпион и неговата ќерка остануваат во критична состојба, а полицајецот кој им помогнал се уште се наоѓа во болница и е во стабилна состојба. Осомничениот за серија бомбашки напади во и околу Остин, главниот град на американската сојузна држава Тексас, се убил за време на големата операција на полицијата, јавија медиумите од земјата. Осомничениот наводно детонирал експлозивна направа во близина на автопат. FBI го истражува местото на настанот. За време на нападите со 4 пакет бомби загинаа 2 лица, а 4 беа повредени. Голем дел од нигериските ученички кои беа киднапирани од исламските милитанти од Боко Харам утрово се вратени во градот Дапчи, изјавиле жители на градот за BBC. Луѓето рекле дека повеќето од 110 ученички утрово се вратени со конвој возила. Се уште не се познати околностите во врска со нивното враќање, но има информации дека 5 од девојките се починати. Ученичките биле киднапирани од училиште пред повеќе од 1 месец. Надлежните претпоставуваат дека зад киднапирањето стои терористичката група Боко Харам. Населението објаснило дека милитантите ги оставиле девојчињата и веднаш го напуштиле местото. Девојчињата биле изнемоштени и уморни. Нема официјална потврда за ослободување на девојчињата. Денес имавме променливо облачно време со дожд, повремено имавме и сончеви периоди. Утринските температури се движеа од 0 до 3, а дневните од 7 до 11 степени Целзиусови. Од утре под влијание на студена воздушна маса времето ќе биде облачно со повремени врнежи од снег, а во крајниот југоисточен дел од дожд. Локално ќе има услови за појава на замрзнат дожд. Утринската температура ќе се движи од -3 до 1, а дневната од 3 до 6 степени Целзиусови. Овде го завршуваме најновото издание на регионалните вести. Благодарам што не гледавте. Пријатно.